Здравствен дом Куманово денеска преку промотивно-едукативен и креативен настан организиран на градскиот плоштад ја одбележа Европската недела на имунизација. Секоја година традиционално се одбележува последната недела од април. Нејзината цел е да ја подигне свеста за важноста на имунизацијата во спречувањето на болести и унапредувањето на здравјето. Во Куманово опфатот со МРП вакцината континуирано е низок и изнесува под 50%, истакна раководителката на превентивна здравствена заштита во Здравствен дом Куманово, доктор Валентина Богоевска-Димитриевска. Еве, гледате овдека дека се собравме, ова се моите, да кажам, вакцинирани другари, кои што редовно доаѓаат и си својата должност ја извршуваат и затоа ги поканив за да бидат пример за оние другите кои што се размислуваат дали да се вакцинираат, дали да не се вакцинираат. Секако сите знаеме дека недела на имунизација е манифестација која што се одржува секоја година, меѓутоа еве како секој ден нека ни биде недела на имунизација, така да ги повикувам сите дечиња, значи нивните родители да си обрнат внимание затоа што имунизацијата не представува само заштита на себе си, туку представува заштита и на околината и на секој оној нас кој што е на сите нас што сме еден до друг, затоа што ако ние сме заштитени, треба да биде заштитени тој што е до нас, за да можеме сите да бидеме во заедницата заштитени, да се заштитиме од одредени болести и да не дозволиме, повторно да ни се враќаат некои болести кои што со вакцинација, благодарение на вакцинација, веќе се искоренети. Постои голема бројка, значи за овие 50 години веќе 156 милиони луѓе се спречени од болести. Затоа апел, значи она што го имаме и најголемиот бенефит од вакцинацијата во здравството, значи да користиме, да бидеме заштитени и секој да си прими вакцина во оној момент и во оној период кога треба. Значи затоа постои календарот за имунизација кој што треба секој да го почитува и сите да се придржуваме. Како град Куманово, да кажам, е на пониското ниво на вакцинирање, значи тука кај МРП вакцината, ако зборуваме за МРП вакцината, имаме само околу 40, да кажам 50%, додека за другите вакцини веќе бројката и процентот е малку поголем, така да постои вакцинираност некаде до 70%, ама далеку сме до посакуваната бројка, така да работиме на тоа, да апелираме и до родителите, одржуваме некои предавања, значи одевме и по училишта за актуелната ХПВ вакцина, која што сега од мај месец почнаа да ја примаат и момчињата, така да таа е задолжителна по календарот за имунизација, меѓутоа еве постои некаква одбојност, дали е тоа информираност, дезинформираност за вакцината, меѓутоа сепак се надеваме дека се трудиме да го зголемиме процентот на вакцинација, така да мислам и дека ќе успееме со големи напори, сакаме да бидеме на повисоко ниво малку. Пертусис, картоните, дечињата што не беа вакцинирани, а што посетуваа градинка, веќе голем број дојдоа, се вакцинираа и веќе можеме да кажеме дека тука избалансиравме. И сега ова ни се редовните дечиња што доаѓаат за редовен календар за имунизација.